Најави за денешните настани. Енормната урбанизација го урива имиџот на Охрид како воздушна бања. Како дезинформациите за квалитетот на езерската вода влијаат врз туристичката сезона во Охрид. Утре пред градските советници нацрт буџетот на општина Охрид за 2024 година. Најновиот владин пакет антикризни мерки тежок 662 милиони евра ќе стартува на 1 декември. Владата го усвои предлог законот за рибарство и аквакултура. За најавените содржини ќе ви информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме умерено облачно време со повремени сончеви периоди и слаби врнежи од дожд. Максималната дневна температура изнесуваше 8 степени Целзиусови. Во четврток во западните делови на Европа, како и во северните и централните предели на Апенинскиот и Балканскиот полуостров, ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд кои што ќе бидат проследени со засилен ветер. Во централна, северна и североисточна Европа се очекуваат врнежи од снег и доста студено време со пад на дневните температури. Утре во северните, централните и приморските предели на Балканот ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, а на планините врнежи од снег. Во јужните и источните предели умерено облачно време со сончеви периоди. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 5 до 16 степени. Во Македонија во четврток во утринските часови по котлините ќе имаме појава на магла, а во текот на денот ќе преовладува умерено облачно време со сончеви периоди. Ветровито и релативно топло со дневни температури кои што ќе бидат во пораст. Ќе дува до умерен засилен југоисточен и југозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 30 км на час. Минималните температури ќе се движат во интервал од -3 до 3 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 5, односно до 14 степени. Во Охрид во четврток ќе преовладува умерено облачно време со сончеви периоди и ќе биде потопло. Минималната температура од 2 степени, додека пак дневната ќе достигне до 11 степени. Во Охрид во петок и сабота ќе преовладува умерено облачно време со сончеви периоди и релативно топло. Минималната температура од 5 степени, додека пак дневната ќе достигне до 15, односно до 16 степени. Во недела умерено облачно време со сончеви периоди, а во попладневните и во вечерните часови нестабилно време со слаби врнежи од дожд и посвежо, утринската температура 2, додека пак дневната ќе достигне до 7 степени. Black Friday во Максипринт со најдобрите понуди досега. Одлични цени на камери, рампи, лизгачки и крилни врати, аларми, смарт уреди за смарт хоум. Од 21 до 30 ноември. Цела недела попусти и екстремно ниски цени. Не пропуштајте ја понудата на Black Friday Days во Максипринт Distribution. Максипринт, синоним за безбедност. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании.
Земјата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Правни субјекти, исполнете ги вашите законски обврски од областа на безбедноста и здравје при работа со наша помош. Превентива инженеринг село Оровник. Вршиме прегледи и испитувања на работната средина и опрема, мерење на заштитното заземјување на електричната инсталација во објектот, обука за безбедност и здравје при работа на вработените лица, испитување на физичките штетности, микроклимата и осветленоста во работните простории. Изготвуваме изјава за безбедност согласно Законот за безбедност и здравје при работа. Единствени сме во регионот. Брзо, точно, навремено и по најниски цени. Превентива инженеринг село Оровник. Ланецот супермаркети Миса, препознатлив бренд во Охридско-Струшкиот регион. Во Миса секогаш се пазарува со мерак, во сопствената месарница, рибарница, пекара, зелен пазар и во одделот за готова храна. Огромниот асортиман на производи е со загарантирано ниски цени. Пазарете со мерак, ваши Миса маркети. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. И оваа зима голем дел од македонските градови ќе бидат најзагадени во Европа. Експертите велат дека за намалување на загадувањето на амбиенталниот воздух нема волја за конкретни промени. На граѓаните им останува да се надеваат на поволни климатски услови, односно ветрови, во текот на зимата. Мерната станица за следење на квалитетот на воздухот, која Министерството за животна средина ја постави лани во Охрид, покажа дека и во убавиот град на Охридското езеро се дише загаден воздух. Причина за тоа се енормната урбанизација, несоодветното урбанистичко планирање, сообраќајот и намалувањето на зелената инфраструктура. Урбаните блокови со висококатници го уриваат имиџот на Охрид како воздушна бања. Пренагласената урбанизација и изградбата на високи градби во крајбрежниот појас условува на, да кажам, ружата на ветрови да не се реализира како што природата налага во овој микроклиматски регион и практично сите овие емисии на издувни гасови и од сообраќајот, меѓутоа и од домаќинствата останува заробен во коридорот покрај крајбрежниот појас и практично самите жители на градот Охрид се изложени на негативните ефекти од овие издувни гасови. Експертите како потенцијална мерка против загадувањето укажуваат на Законот за урбано зеленило, на кој во моментов се работи на дополнување измени со цел да се ограничи неконтролираната урбанизација на сметка на урбаното зеленило. Се предлага зголемување на јавното зеленило на 50 метри квадратни по глава на жител, како и ограничувачки одредби во делот на урбанистичкото планирање. За жал, спрегата помеѓу инвеститорите и локалните власти секогаш проаѓа под радарот на институциите, преќутно или договорно не знаеме, значи тоа е предмет на корупција која што ќе треба допро да се истражува. И практично имаме информација дека во моментот во Струга значи се изведуваат одредени градежни зафати на самиот брег во селото Радожда. Значаен фактор за загадувањето на воздухот е и енергетската сиромаштија. Деновите со енормно загадување започнуваат со спуштање на живата во термометарот, бидејќи врз квалитетот на амбиенталниот воздух значително влијание имаат и домаќинствата кои за загревање користат несоодветни материјали, а инспекторите не можат да го спречат тоа. Доколку имате информација дека некој во својот дом пали одредени недозволени
дрва или отпаден материјал, инспекторот нема можност да влезе дома да направи увид. Значи тој може да побара да го пуштат во домот, доколку не го пушта, тој не може внатре да инспектира што се гори во самата печка, да речеме. Што значи дека никогаш може би да сакаат надлежните органи, меѓутоа немаат надлежности и растувања да постигнат. Значи пак ќе кажам, проблемот е комплексен и на повеќе нивоа треба да се решава. Почнувајќи од законската регулатива, надлежноста на инспекцијските служби, свеста на граѓаните да пријавуваат и така натаму. Охрид од лани е вмрежен во државниот автоматски мониторинг систем за квалитет на амбиентален воздух кој го управува Министерството за животна средина, но на станиците им е потребно надоградување за да мерат поголем диапазон на загадувачки супстанции, како на пример загадување со најмали и најопасни PM1 честички. Во 2019 година пак на 11 локации во градот беа поставени сензори за следење еколошки параметри со европски пари во проектот AirThings, кој требаше покрај обезбедување податоци за загадување во реално време да се користи и за анализа, адресирање на загадувањето на воздухот и носење на соодветни одлуки од јавните власти, граѓаните и бизнисот. Во Струга пак квалитетот на воздухот се следи преку индикативна мерна станица и од податоците од метеоролошката станица. Информациите за квалитетот на водата во Охридското езеро често се користат манипулативно и тенденциозно, особено во пресред на главната туристичка сезона, што негативно се одразува врз туризмот. Например, оваа година во месец јуни погрешна интерпретација имаше на соопштението на Центарот за јавно здравје Охрид, кое се однесуваше на квалитетот на водата. Наместо да се пренесе целосната слика дека само на одредени точки водата е од пониска категорија, а генерално е од прва категорија, односно безбедна за спорт и рекреација, повеќето портали информацијата ја презентираа обратно. Дезинформации, полувистини и манипулации неретко се пласираат и за квалитетот на водата во Охридското езеро. Кликбейт наслови кои денес се популарна мамка за привлекување на што повеќе посетители на веб страниците. Од типот водата во Охридското езеро е загадена, фекалии пливаат во Охридското езеро, небезбедна водата за капачите во Охрид и слични, најчесто се сретнуваат пред стартот на летната сезона. Оваа година во месец јуни погрешна интерпретација имаше на соопштението на Центарот за јавно здравје Охрид, кое се однесуваше на квалитетот на водата, наместо да се пренесе целосната слика дека само на одредени точки вдолж езерото водата е од пониска категорија, а сегде од повисока, односно безбедна за спорт и рекреација. Повеќето портали информацијата ја презентираа обратно. Од Центарот за јавно здравје велат, често медиумите погрешно ги презентираат стручните изрази, некогаш од незнаење, но некогаш злонамерно и тенденциозно. Негде се тие случајни, но негде се и смислени и злонамерни. Сето тоа се некои стручни содржини кои што навистина бараат и од оние кои што ги објавуваат и од оние кои што ги бараат од нас да имаат барем основно познавање или пак да побараат од стручните лица кои што се вработени овде дополнителни информации, дополнително појаснување за одредени содржини пред да ги објават. За жал не сме имуни и не сме сведоци дека така се прави. Чест на исклучоци кои што го работат тоа професионално, но има голем број портали, голем број медиуми кои што навистина само ке загребат на површината, нема детално да го прочитат одреден извештај, одредена информација и ќе ја пласираат информацијата како сензација која што не соодвејствува, односно не одговара на она што е вистински и реално. Од дезинформациите трпат штети институциите, но најголема штета има туризмот, бидејќи кога се шират лаки дека водата е загадена и небезбедна за капење, голем дел од граѓаните ќе го избегнуваат Охрид како туристичка дестинација. Дезинформациите се измислени за да направат штета или за да дезинформираат одредено подрачје, одредена јавност и секако на институцијата. Доколку вие ширите дезинформации дека водата не одговара на одредени места, а немате точни информации за тоа, тоа е штета и за градот, и за туристите, и за жителите на Охрид кои што и живеат од туризмот, но и за оние кои што туристи сакаат да дојдат и да ги чувствуваат благодетите на Охридското езеро. Секако дезинформациите се штета и за оние на кои се наменети, но корист имаат
одредени луѓе кои што ги пласираат, а кои што имаат други интереси. Граѓаните треба да бидат медиумски писмени, да не ги земаат информациите здраво за готово, секогаш да ги проверуваат дали во нив се застапени факти од официјалните извори. Свеста, одговорноста на самите луѓе, на јавноста, ако добијат дезинформација, односно информација дека водата на плажата Горица не е за капење, треба да се обратат до нас. Доволно сме отворени, транспарентни, ево ние кои што вршиме такви анализи. Ако е нешто за некоја друга проблематика, за воздух или за храна, или може да се обратат, да добијат информации точно од официјална институција. Главната улога во битката со дезинформациите, полувистините и манипулациите, кои станаа секојдневие, ја имаат новинарите и медиумите, кои секогаш треба да се држат до фактите и да ги базираат своите извештаи на податоците од официјалните извори. Утре Градскиот совет на општина Охрид се очекува да го усвои нацрт буџетот за 2024 година. На 35-та седница на дневен ред и мини ребаланс на буџетот за 2023 година со проширување и измена на распоредот на средства. Утре Советот на општина Охрид ќе ја одржи 35-та седница на која ќе бидат разгледани нацрт програмите за следната година и ќе се усвои нацрт буџетот на општина Охрид за 2024 година. Ќе се гласа и за измени и дополнување на програмата за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање на режим на сообраќај за 2023, за проширување и измена на распоредот на средствата во буџетот на општина Охрид за оваа година. На дневен ред е и предлог одлука за донесување правилник за утврдување на критериуми за исплата на побарувања кон доверители на општината по основ на судски извршни решенија. Најголем дел од дневниот ред, составен од 85 точки, се извештаи за реализација на буџетските програми до 30 септември годинава. Советниците ќе ги разгледаат извештаите за работа на јавните предпријатија: Билјанин извори, водовод, градски гробишта, градски пазар, Нискоградба, Охридски комуналец за третото тромесечие од годинава. Во делот на јавните предпријатија на дневен ред има и предлог одлука за давање согласност за измена и дополнување на одлуката за утврдување на цени на услугите што ги врши јавното предпријатие Градски гробишта, за давање согласност за изменување на одлуката за утврдување на цени за вршење на хортикултурни услуги на јавни зелени површини на јавното предпријатие Охридски комуналец, како и предлог одлука за давање согласност за измена на годишниот план за вработување во јавното предпријатие Градски пазар. Советниците ќе одлучуваат и за оправданост за поставување на фотоволтаични централи во општина Охрид и за започнување на постапка за избор на консултантска куќа за изработка на комплетна документација за избор на најповолен модел за поставување на фотоволтаици на општинските објекти. Седницата ќе се одржи во големата сала во зградата на општина Охрид со почеток од 9 часот. ТВМ ќе врши директен пренос од седницата на ТВ и на YouTube каналот. Ученици, студенти, ранливи категории семејства, пензионери со ниски пензии, лица со посебни потреби, самохрани родители, приматели на гарантирана минимална помош, земјоделци, како и компании, се опфатени со 26 нови антикризни мерки што вчера ги усвои владата. Со половина милијарда евра, владата планира да им помогне на ранливите категории граѓани и компании во услови на зголемени трошоци на живот и продолжени ефекти од енергетската криза. Најновиот владин пакет антикризни мерки, 9ти поред, е тежок 662 милиони евра, содржи 26 различни мерки и ќе стартува во петок, 1 декември, а ќе трае во период од 5, односно најмногу 7 месеци. Со антикризниот пакет мерки се опфаќаат 120.000 млади лица, основци, средношколци и студенти, повеќе од 300.000 пензионери, 74.000 социјално ранливи категории граѓани, 40.000 земјоделци и над 100.000 вработени во администрацијата. Ученици во основното образование и средношколците од семејства кои ги исполнуваат условите во наредните 6 месеци ќе добиваат по 1200 денари, односно 1800 денари месечно. Мерки има и за 15.000 студенти кои живеат надвор од местото на студирање и тие ќе добијат ваучер за превоз. Студентите во наредните 7 месеци месечно ќе добиваат ваучери од 600 до 1200 денари.
Корисниците на надоместок поради попреченост, самохрани родители, корисници на гарантирана минимална помош и родители на деца со попреченост до 26 години во наредните 5 месеци ќе добиваат по 1000 денари месечно. Пензионерите со пензија до 14.000 денари ќе добиваат по 3000 денари месечно во наредните 5 месеци. Оние со пензија од 14 до 16.000 денари ќе добиваат 2000 денари месечно, а пензионерите со примања од 16 до 19.000 денари во следните 5 месеци ќе имаат поддршка од 1500 денари. Предвидена е и финансиска поддршка за субвенционирање на придонесите за нови и постојани вработени, за зголемување на платите на работниците од 3 до 9000 денари. За зголемениот износ на платата, работодавачот ќе плаќа само данок на личен доход, а ќе биде ослободен од плаќање придонеси. Ограничувањето е дека оваа мерка може да ја користат сите вработени кои имаат плата до 1,5 просечна плата исплатена последните 3 месеци. Со новиот пакет мерки се опфатени и земјоделците за кои е предвидена авансна исплата на субвенции преку ИПАРД програмата, и тоа за 40.000 земјоделци кои имаат посеви со полјоделски и градинарски култури, лозови и овошни насади и кои се занимаваат со сточарство. Исто така ќе продолжи финансиската поддршка за сметките за струја за домакинствата со ниски приходи, корисници на гарантирана минимална помош и социјална пензија со под 1200 денари месечно во наредните 6 месеци. Меѓу другото, се планира да продолжи и програмата за енергетска сиромаштија која опфаќа над 5000 семејства, а продолжува и мерката за субвенционирање на струјата и цената на топлинската енергија. Владата на вчерашната седница, како предлог на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, го усвои и предлог законот за рибарство и аквакултура. Новиот предлог закон за рибарство и аквакултура се усогласува со законодавството на Европската Унија во делот на заедничкото уредување на пазарот на производите од рибарство и аквакултура, следливоста како и увозот на производите од рибарство. Како предности од донесувањето на новиот предлог закон е поедноставувањето во доделувањето на користење на рибите за комерцијален и рекреативен риболов. Исто така се поедноставува постапката за регистрација за аквакултура на мрестилишта, се врши изземање на одредби кои се уредени или ќе се уредат во други закони, како и се врши усогласување на дел од регулативите на Европската Унија за поглавје рибарство, што според географската поставеност на државата Македонија треба да ги исполни. Се очекува новиот предлог закон да даде подобрување на правната рамка преку појасни, попрецизни и поедноставни одредби поврзани со доделувањето на користење на рибите и другите водни организми, одгледувањето на рибите и пласирањето на производи од рибарство и аквакултура на пазарот. Токму преку последниот европски извештај за напредогот во преговорите за нашата држава, поглавието рибарство и аквакултура се оценува со добра оценка, каде е нотиран постигнат напредок во усогласување со стандардите на Унијата, а токму подготовката и донесувањето на овој предлог закон е едно од нотираните напредувања, информираат од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Пожар во куќа на Кеј Македонија. Скопјанка со помош на вработен во Министерството за транспорт и врски на индивидуална стамбена зграда во Охрид изградила повеќе катови од дозволеното. Физичка пресметка помеѓу охриѓани на улица Железничка. Следува билтенот на СВР Охрид. Вчера во 17 часот и 40 минути во СВР Охрид е пријавено дека во куќа на Кеј Македонија во Охрид, собственост на ХН од Охрид, настанал пожар. Повредени лица нема, а интервенирала територијалната противпожарна единица од Охрид. На 28 ноември 2023 година СВР Охрид поднесе кривична пријава против 3 лица: КС 45 години, АТ 24 години и ПБ 23 години, сите од Охрид, поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело насилство. Тие на 12 ноември оваа година на паркинг простор пред угостителски објект на булеварот Железничка во Охрид физички ги нападнале БЈ 28 годишен и ДЈ 34 годишен од Охрид. СВР Охрид поднесе кривична пријава против лицето ДЛ 49 години од Скопје поради постоење основи на сомнение за сторени кривични дела, злоупотреба на службената положба и овластување и фалсификување службена исправа, како и против лицето БА 38 годишно од Скопје поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело бесправно градење. Во текот на минатата година, ДЛ во својство на службено лице вработен во Министерството за транспорт и врски
спротивно на изводот од ДУП за град Охрид, внел невистинити податоци, при што на второ пријавената и издал одобрение за градба на индивидуална стамбена зграда во Охрид. БА како собственик и инвеститор на градбата без потребно техничко градежна документација изградила повеќе катови од дозволеното, со што двајцата се стекнале со противправна имотна корист, информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Да погледнеме кои вести од светот беа актуелни денес. Авион на армијата на Соединетите Американски држави паднал во океан во близина на јапонскиот остров Јакушима, соопштила јапонската крајбрежна стража. Во авионот во моментот на несреќата се наоѓале 8 лица. Причината за падот на авионот засега не е позната, а Ројтерс, повикувајќи се на Кјодо, пренесува дека е пронајдено телото на едно лице. Останатите се водат за исчезнати. Крајбрежната стража примила итен повик од рибарски брод во близина на местото на несреќата кај Јакушима, остров јужно од Јапонија, се вели во соопштението. Очевидци изјавиле дека забележале оган на левиот мотор, пошто авионот паднал во океанот. Портпаролот на јапонската крајбрежна стража на пресконференција изјавил дека нема дополнителни информации за инцидентот, ниту за состојбата и безбедноста на луѓето кои биле во авионот од типот B-22 Оспри. Спасени сите 41 работник што 17 дена беа заробени во тунел во изградба на Хималаите во Индија. Во тешка и долга спасувачка акција, работниците синоќа беа изнесени на носилки преку челична цевка со диаметар од 90 см, што беше протната низ зидот од урнатините што го блокираа тунелот. Пред тунелот чека амбулантни возила за да ги превезат работниците до најблиската болница од далечина 30 на километри. Работниците се безбедни и закрепнуваат во болница, јавува BBC. Работниците останаа заробени во тунелот на 12 ноември, откако дел од него се урна поради лизгање на земјиштето. Инаку тунелот на Хималаите е дел од автопат вреден 1,5 милијарди долари, кој е еден од најамбициозните проекти на индискиот премиер Нарендра Мори. Израел го доби списокот на заложници за денешната размена. Ова е 6-та група која ќе биде ослободена во рамки на привременото примирие во Газа. Хамас е подготвен за продолжување на примирието за уште 4 дена, изјавил за агенцијата Франс Прес извор близок до палестинскиот Хамас. Нетањаху ја предупредува Европа на опасност од исламистите, велејќи дека овој континент ќе биде следен на метата. За наводите дека израелскиот премиер дозволил милиони долари од Катар да влезат во Газа пред војната, тој жестоко ги отфрлил обвинувањата дека му дозволил на Катар да ја финансира милитантната група Хамас со цел да ги подели палестинците во ривалски политички табори, пишува бриселски Политико. Сакавме да избегнеме цивилен хуманитарен колапс, болести, неконтролиран глад и други работи што би создале невозможна хуманитарна ситуација. Затоа последователните израелски влади дозволија да влезат овие пари од Катар, рекол Нетањаху. Десетици членови на така наречена јога секта, која се товари за бројни кривични дела, се уапсени во Франција. Ослободени се 26 жени. Грегоријан Биволару, 71 годишен од Романија, и околу 40 негови следбеници се уапсени денеска од страна на француската полиција под сомнение дека се членови на меѓународна секта. Биволару и неговите следбеници се обвинети за намамување жртви кои потоа физички и сексуално ги експлоатирале под изговор дека практикуваат јога. Сектата ги охрабрувала жените да прифатат сексуални односи со водачот на групата и да учествуваат во создавање порнографски содржини што потоа се продавале во Франција и во други земји низ светот. Биволару, кој себе си се нарекува гуру за јога, и претходно бил осуден за силување малолетници. Почитувани гледачи, го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!